Ново видео интервју на Република телевизија, со мене во студио тој е колегата Миленко Неделковски, долгогодишен новинар, долгогодишен шоумен би рекол, кој што се најде во фокусот на вниманието не со она што го работи како емисија, како производ, туку заради една поднесена пријава, поднесена тужба од невладен сектор за, како што велат, ширење на говор на омраза. Па, директно ви прашам, дали е ова случај во кој што вас ве посочуваат за ширење на говор на омраза, или под сето тоа има нешто многу подлабоко, нешто што се вели напад врз јавното мислење кое е во насока на провладините политики? Прво и основно, ова е едно големо фолирање и од некои неквалитетни режисери кои се обидуваат да ја замајаваат јавноста. Значи, прво, не постои тужба, затоа што не ни може да се поднесе тужба. На тој начин на кој што сака да поднесе хелсиншки професор Калајджиев и така натаму. Тоа е прво. Второ, не постои кривична пријава, оти не ни може да се биде поднесена кривична пријава. Постои ситуација кај што сакаат да го изложат обвинителството, дека не ја врши работата или дека е вакво такво, и на еден комплетно нечесен начин. Меѓутоа, главните наслови на медиумите кои се занимаваат со овој така наречен говор е дека била кривична пријава. Тоа не е. Тоа е пријава, па потоа се пресуира и така натаму, бидејќи, да подсетам, се промени законот на инсистирање баш на амбасадорите, меѓународната заедница, Европска унија, ти реков ми рече, комплетната ова Сдружение на новинари на Македонија, сите соросоидни медиуми, значи целата нивна беше да се декриминализира клевета, навреда, пишувањето што го прават новинарите. И откако тоа се направи, сега истите тие кои беа за декриминализирање, сега се обидуваат да направат криминал од слободно кажан збор. Постои можност, и јас ги повикувам нив. Тука само би доврзал и изземање на интернетот како медиум. Тоа ќе го исто ќе ти го одговорам во вториот дел го планирав. Со тоа што јас јавно го повикувам Гордан Калајджиев по сите медиуми, ги повикам Хелсиншки комитет да земат тие да поднесат тужба против мене за клевета, навреда, ваков говор, таков говор. Тоа си има закони оваа држава, тоа се суди во Скопски суд 2, значи у големата зграда, а кривичните се у малата зграда, таму е Скопје 1. Значи по новото. По новото, кое јас нити сум го сакал, нити сум го неќел, него во една општа еуфорија беше така прифатено. Да не се криминализирало. Односно да не се лежи затвор за не знам каков збор и така нато. Значи ги повикувам, ако стварно имаат толку материјал, ако сте стварно толку професори на правен факултет, ако стварно мислите дека се толку фраери, ако стварно е се во нивна корист, нека земат, нека ме тужат. Тамо, директно, тој мене. Не преку, ако обвинителството не знам што го закачеш умер, да тужиме те мене, да се видиме на суд. Зошто? Затоа што ако е преку обвинителство, по некој случај да обвинителството рече има аргументи, или ако нема аргументи, меѓутоа во било која, обвинителството го има теретот на докажување. Меѓутоа, ја немам можност правна да направам контратужба. Доколку они мене директно ме тужат, по новиот закон, значи Калајджиев директно мене ме тужи, или Хелсиншки, или ЛГБТ, или Коче, Моче, не знам кој си, во тој случај јас имам момент, во истиот момент, во истата секунда, право, како и секој граѓанин на оваа држава, одма да стегнам контра тужба за лажно пријавување, за лажно обвинување, за лажна аргументација, за било што. Они се плашат, знаат што ќе ги задеси, затоа што адвокатската фела знае како се работи сето тоа, и они одат на начин да се скријат своите задници, нели, да ги скријат некаде на безбедно, а ако може да го изфрлат напред обвинителот, заменик, јавен обвинител. Добро, зошто? Зошто? Прво и основно да овој претходно не го заборавиме темата. Значи овдека ретко кој, еве гледам ти си еден од тие ретките, прави разлика меѓу медиуми. Значи, јади бурек емисијата.
Јас не ја гледам редовно, ја гледам на моменти во онолку колку што ми дава можност. Јас кога сум ја гледал, не сум имал таква прилика. Јас гарантирам за мојата емисија дека никаде немало говор на омраза. Имало дебата, имало дискусија, дали е хомосексуалноста болест или не, дали треба се лечи или не, дали треба со закон да... Да, дебата, навреда немало. Послободен говор постои на Facebook. Facebook е сосема друга релација, Facebook не е официјален медиум, Facebook не е, значи, мојот Facebook фан страна мојата не е инкорпорирана во ниеден систем во Македонија, како ни твојот. Како ни на радио во Facebook страната. Така, значи никаде не е официјален, си има други правила на постапување и има тамо кој забранува. И мене 2-3 пати, 4 пати ми го давале казни за толку, за нудити, не знам, за голотија, за ова толку не можеш. Си има други правила. Она што сакаат да направат овие спинерите е да, како и во случајот со кривична пријава поднесовме, не постои тоа, значи лажат. Второто е да ги измиксаат. Он имал послободен говор на Facebook, ама тоа е као да е на телевизија. Не е тоа, се два различни субјекти. Тоа е едно и друго. Ти не можеш да речеш пиев газиран пијалок, а се начукав како од пиво. Не може тоа, тоа не иде едно со друго. Зошто тоа го прават? Тоа го прават затоа што во Македонија има малку, за жал, ја имам голема забелешка на оваа гарнитура која е во Македонија на чело на државата и ја води владата веќе 9-та година, што не се отвори простор доволен да има повеќе слободомислички и слободоумни новинари. Остана старата пракса на грчки платеници, на платеници од странски фондации, од странски амбасади, од Европска унија, тие да кажуваат што е право, што е криво, тоа јас не го прифаќам. И сега, затоа што има само неколку мина, Мирка Велиновска на еден начин ја удират, Дарко Јаневски на друг начин, Јанко Илковски на трет, мене исто вака, може би сум јас најекспониран, бидејќи секаде, и може би затоа што удирам најотворено, најјасно, најчисто, најглад, мислам нема скриено, нема целофан, нема ракавици, директно. Може би затоа и најголемиот удар врз мене. Добро, ако се дебатира за прашања кои што се дебатира во јавноста, на улица, на семени прослави меѓу, нели, луѓе кои што не се виделе, зошто би било забрането да се дебатира на телевизија така отворено? Зашто не би ги Не, па не знам, тоа не е прашање за мене. Меѓутоа, она што е за мене јасно е дека јас нема да дозволам. Додека имам можност. Здравје, енергија, мозок, додека не ми го земе Господ, и животот, нели? Додека имам медиуми, сега, фала му на Бога, па имам многу алтернативи во медиумите, нема да дозволам да група болни луѓе пробуваат нивниот начин на живот да ни го наметнат нас како нешто што е нормално. Еве, нашли некој адвокат од Канада, кој бил во канадско-македонско адвокатско друштво, кој ни тврди не е нормално, пази, значи не е нормално ако не у уставот, ако не ги ставите геј браковите. Значи тоа не било нормално. Што е сосема спротивно. Значи јас нема да дозволам, односно ќе се борам, дали ќе сум сам, дали ќе имам многу луѓе, не е ни важно. Јас знам дека јас сам ќе се борам, да ги изведувам на површина сите оние идиоти кои се обидуваат да квалитетите на нашата традиција, фамилии, црква, живење, историја да ги изменат. Значи квалитетите збориме, нели? Секој кој е измена од црн телефон, онаков да имаш мобилен телефон. Меѓутоа, да го направат нашето друштво, нашето општество овде, да биде ЛГБТ, односно да биде педерско, тоа не дозволувам. Тоа е прво, и тоа ќе се борам на начин да ги употребувам чистите македонски зборови. Значи, нема да дозволам исто така, да ако кажеш хомосексуалец, тогаш да ти е нешто јазикот као си политички коректен јазик, а ако кажеш педер, што е исто апсолутно, тогаш да е тоа некоректно. Тоа исто важи. Јас имав таков настап кај Јанко Јади Бурек за холандската амбасадорка. Значи овде како ќе кажеш секс апил на некоја женска, тоа е секс апил. Сега ја нема да создавам проблеми на вашата телевизија,
да не секираш, меѓутоа секс апил е барање секс, што има наш, а има, богами, и македонски и српски израз за кој специјално целите амбасади се дигна. Значи, нема да дозволам, барем на медиумите, кај што ја неќам вас да ви правам проблеми, тоа си. Меѓутоа, нема да дозволам да ми го менуваат јазикот, да ако кажеш шит, тоа е као си добар, ако кажеш понашки, тоа си да ме селјак. Не може тоа така. И нема, пак велам, да дозволам да не владеат тие кои се настрани, едноставно. Ето тоа. Дел од јавноста, која што нели го следи сега со интересирање овој процес, не заради друго, туку како општествен процес, не како процес судски, бидејќи сте и вие и Јанко доста експонирани во јавноста, и сте дел од творците на јавноста. Не знам зашто го закачаат Јанко сиромашкиот, тоа не е ни толку експлицитен како мене. Сега, гледате на друга позадина, значи во подготовка на овој интервју и на претходното што го имав со Јанко Илковски, е дека сушност е нападот врз вашето шоу, личност и на Јанко, и вашето лично, и вашите емисии, дела и делување на социјалните мрежи, всушност е подкопување на работници, да, но и на владините политики за кои се смета дека сте вие мегафони. Па сега, значи, вашите противници сметаат дека вие кажал многу пати, ја не сум мегафон на владата, уште еднаш да утврдиме. Ја ќе ги штитам политиките на оваа влада се додека таа го штити името. Кога нема да го штити, тогаш се имаат проблем со мене. Толку. Значи, околу мегафонлукот. Така, бидејќи го спомнавте јавно обвинителство, па меѓутоа јас имам многу работи кои сум ги забележал на владата и у емисии, и у пишување, и у директни контакти. Така и го почнавме во интервјуто, тоа е спорно, да. Да, тоа ќе, мислам, можеме да дебатираме за тоа. Види, мене пробаат на повеќе начини да ме. Значи, не е само ова. Ти набрам. Бил у затвор. Прво, не сум бил у затвор, сум бил у притвор. Тоа е многу различно. Ама кој не знае, нека им каже Калајџиев, ама тој си чути. Што значи, која е разликата? Бил ваков таков, во ред, ако е таков, каков е? Одма да прашаме Владо Димов, Велија Рамковски, Владо Бучковски, да броиме, нели? Да ставиме на страна. Второ, каков човек е Миленко кога децата му избегале далеко од него? Моите деца имаат син ми 25 години, ќерка ми 23. Ма каква потреба има да се вмешува цело семејство тука? Нема, јас сакам да не се со мене. Јас сакам да имаат свој живот. Јас сум среќен што они, тогаш и сега се уште живеат во Соединените Американски држави, посакаа во законски дозволената рамка во Америка на 16 години да си отидат од дома. Сами да учат, сами да студираат, сами да живеат, сами да се прехрануваат, сами да се борат на живот. Јас сакам, бидејќи јас сум бил истиот. Јас не сум сакал татко ми и мајка ми да ме бутка. Сега, што овде сакаа да е, за да станеш некој доктор си на клиника, треба татко ти претходно да е тамо доктор или професор, ова, значи тоа се, само се редат по фамилии, поназад, ќерка ми, син ми и така натаму. Значи, ја не сакам моите деца да се Павловска Данева. Не сакам, сакам сами да се изборат. И сега, ако е тоа проблем, што сами си отишле во свет, сами си заработуваат, сами си живеат, сами се оженија, сами си најдоа партнери, сами си решија што сакаат да прават во животот, ја мислам дека е тоа за восхитување, а не за види го ти, не знам што. И имам сега вакви, зимал пари од субвенции од шарпланинци. Значи, субвенции шарпланинци се плаќа на годишно ниво по шарпланинец 2.500 денари. За максимум 7 шарпланинци. Ако имаш минимум 60 или 70 ситен добиток. Ја имам многу поише ситен добиток, ама немам ја 7 шарпланинци. Ја са Бајлево ги броев, бев од таму доаѓам кај тебе, имам 42. Значи, од 7 до 42 сам ги ранам. Ама и за да не биде ова, и за тие 7 не барам. Бидејќи 2.500 денари на годишно ниво за шарпланинец е на ден, значи помалку од 1 денар, значи ќе земе шарпланинецот, ќе ми се смее. Ме разбираш, што ги имам, ќе вече си будала ти. Како ќе преживееме ние? Дали значи тоа. После го имаше оној Маријан Николов од СДСМ што беше уминатиот парламентот, уминатиот состав на парламентот од Велес. За Миленко немало тендер за субвенции. За таму има фирма, имаме фамилиарно, има брат ми. Тендер за субвенции едниот со другиот збор не стои. Не постои тендер за субвенции.
Не постои тендер за да ако објави Република дека сака да купи ауто, па има тендер, и постојат субвенции ако стварно имашораси, жито, крави, мед, риби. И понатаму се. И иде, па има таму цела процедура, се окозиш и башкам бара работа. Еве, не знам дали, сум сега црвен цел ден, рацете ми се за никаде, само заради чест да направам твојата емисија, дотрчав толку бргу. Значи, бара, па и да, мене ми представува задоволство таа работа, на оваа година јако ги имам. Меѓутоа, тоа, наместо да речеш, браво бе, Миленко, си се вратил, си го заживел тоа село, си ја заживел целата таа, си забранил диво сеча тамо, сеча диво дрва, тие диво сеча, сега не смее никој да сече, има многу кучиња, ние се движиме со возила контролирано, наместо да речеш браво, он лапа субвенции, како се лапа. Па земи и ти лапај. Земи, например, најди 15 крави лапај. Мислам, немам ништо против. Да се вратиме малку на Не, сега да ти кажам како се обидуваат. Да. Која е сликата? Значи, било што, само да се измисли, демек овој Миленко, кој сите го гледаат, каде што му проаѓа секој збор, каде што народот го дискутира по пазари, по слави, по ова, по она, сега него ако можеме да го спуштиме, неговиот кредибилитет или рейтинг, или кажи што сака, значи да му ја руинираме емисијата, у тој случај ќе му наштетиме на Никола Груевски. Глупост неверојатна. Плюс јавното обвинителство. Плюс и јавното обвинителство. Никола Груевски, та со Миленко, та без Миленко, та до овие 9 години, и уште следни 10 години ќе си биде тамо кај што е. Кој може да го мрдне? Миленко ли може да го мрдне што не? Ова е исто као што кога гостував пред 3 години во Алфа телевизија со Роберто Беличенец на слична тема, тогаш после тоа почина човекот, кај што ми кажа мене, поборникот за слобода на говор, за слобода на јазика, кај што ми кажа, тебе емисијата треба да ти биде забранета. И каква слобода на говор? Ако мене ми е забранета, ти можеш да имаш. Се, токму на ова, убав вовед беше ова. Дел од медиумите на албански јазик, портали, интернет портали, да се навратиме точно на денот на нападот на ЛГБТ и забавата, така, демолирањето на Дамар. Објавуваат место и време и кој и зошто ќе има забава, со наслов скандалозно, со анкета, со постари албанци кои што се згрозуваат. Таму, да, се згрозуваат и велат ние загадуваат околината, тоа треба да се уништи и расчисти што бараат тука. Добро. Сега. Нив никој не ги тожи. Нема. Овие податоци се превод, се објавени на портали блиски до ЛГБТ и заедницата и членови кои што се дел и од Хелсиншкиот и од другото здружение, кои што ги поднесоа тужбите. Сега, они прават и принтскринови, ги има на самото на самите страници кај со се превод. И за нив нема тужба. Види, прво ја дека во Дамар има нешто некој дешаванка, не сум не знам. Меѓу другото, прашање. Нити ми интересира. Зошто има за вас, а нема за нив? Ниту ме интересирало. Јас си бил преокупиран. Говор на омраза ако е за Дамар. И после било нападнато, па утре дента изде го помене, па јас преку медиумите гледам дека имало и давам свој од 2 збора или 3 збора. Башкам не кажувам невистина. Ја пишав си го бараат. Ти можеш тој настан да го направиш во Бевери Хилс. Никој не те закачи. Дури можеш да го направиш и у Лептокарија. Па ако сакаш можеш да го направиш и на Аминта, односно Ленинова. Зошто го правиш таму? За да дојде до инцидент. Јута јас прашувам следно. Не албанците, тие што пишувале, не знам македонци кои сакаат да. Дали тој инцидент не е направен токму од ЛГБТ заедницата, односно токму по режија на Владе Милчин и на фондацијата на Сорос овде. Оти единствен на кој му одговара инцидент се они. Мене не ми одговара инцидент. Зошто јас би повикувал било кого да истепа тамо 4-5 педери. Што добијам јас од тоа? Баш кам еднего да им скрши прозорите. Што добијам? Тужбата на што се однесува? Односно поднесокот на што? Појма немам, има членови едно друго трето. Јас ги повикувам на што и да се однесува и повикувам директно ме тужат. За да добијат одма контратужба, по муцка, по нос, одма да добија Калаџиев, по њушка. Налетав некаде дека е за некој текст објавен во Дудинка.
Добро, на вашиот портал и дека Добро. тоа било. Па Добро. затоа прашувам, Во ред. дали знаете? Дали воопшто ви интересира зашто? Не, уопште не ми е важно. Нека дај да видам, па после да сега што е на памет се. Сега šta би било кад би било, не можам тоа. Значи, ја ставам дилемата на луѓето што гледаат. Кому му одговара инцидентот? Кому му одговара паѓањето на кулите близначки? Гледајте се. Кому му одговара пред Виетнамската војна инцидентот во Тонкин Беј кој всушност не се ни случува? Кому му одговара Перл Харбор? Од тамо да влеземе. Кому му одговара инцидент? Кому му одговара кризата овде 2001? На Лјупчо Георгиевски му одговараше кризата 2001? Или на Владо Бучковски и на Бранко Црвенковски? На кого му одговараше? Така да и ова. Сигурно јас или некој така заговорник за фамилиарни вредности Владко Ѓорчев или сигурно нас не ни одговара или па најмалку па на Јанко да иде та и да знаете што дај да ги искршиме. Па дури и на албанците не им одговара. Зошто си создава проблем? Кога одма ќе биде тие се попримитивни. Шењето е каде говорат на омраза и дали е тоа Па ја не знам каде е го. Ма они треба да го докажат тоа, ма да дојдат на суд директно, не да бегаат, не да се кријат, не да ја покажуваат својата така хомосексуална натура. Дали може би вие имате сега намера или било каков начин да одите со контранапад, со тужба за валкање на вашето име? Не, ја сум толку навикнат на ова. Татко ми беше фудбалски судија. Значи првиот судија на ФИФА со меѓународен знак во Македонија е татко ми. Од трите први судии во Југославија татко ми. И ја као дете секогаш ми било, знаеш, ќе гледаш, публика псуе. Прво судијата, тој најнезаштитен еден е. И ќе ми кажуваше он стради, викам, добро, сега ја како мал, знаеш, татко ти е. А не, вика, јас кога излегувам, прво на сите им опсувам мајка, на сите, и после си судам, гајле си неам до крај. Така да јас тоа сум го направил однапред, опериран сум од нервоза, опериран сум од стрес, опериран сум од притисок, опериран сум... Единствено што ме нервира е глупост. Ама бидејќи па туѓа глупост може да е и забава. Инаку, врз мене ниту може да направи притисок, ниту може да ми расипе комодитетот, ниту може да ми направи нервоза, може меѓу себе да си се занималаат. Гледате исход на ова или мислите дека не? Па не гледам, ти гледаш што пишува, да кажеме, Бранко Геровски, дека сум се шетал низ Скопје со бодигарди. Мислам, бодигард, ако ми се кучињата, тоа да, ама тоа не е у Скопјето тамо. На Сабајле, секој Сабајле рано одиме, по правило со брат ми, одиме у 6 саат, нека дојде да види дали, еве, денеска цел да работиме, се вратиме. Бодигард, ако ми е Мирка Велиновска и Јанко Илковски, мене баш двајца да не ми личат нешто на Урко, искрено ти кажам, ама добро, ако им е се нив. И сега тоа ќе има измислувања, меѓутоа тоа го покажува нивниот очај, нивната безнадежност и нивното дефинитивно потонување во калта, односно не во калта, во изметот кој самите го ствараат. Они се потонати, дури веќе не дишат ни на цевче, него голтаат тоа, што го избербатиле. И колку се повнатре во септичката јама, во Герисот, по Скопски, толку се по жестоки, по нахални. Имаш ситуација да завршиме, ако не. Значи, јас сум кажал, мене ми се јавуваат од еден вестник и портал, таа Мирослава ми се јавува, вика, господин Неделковски, зошто го навредувате Петрица Рачини? Викам, не го навредувам. Ама сте пишале педерче си е педерче. Да, не го навредувам, пишувам вистина. И добро, така ли да цитирам? Да, цитирате. И се јавувам ја неизе по 5 минути. Овде Миленко Неделковски од Радио Слободна Македонија, Миленко Неделковски шоу, Дудинка, Параходот, имам едно прашање за вас, да? Дали се јавивте на Бранко Геровски кога мене ме навреди, пишувајќи Миленко не јади гомна? И молк. Ќути. Значи, ако Бранко Геровски навреди, тогаш тоа не е навреда, веројатно е здрава исхрана. Ако Миленко навреди, тогаш е навреда. Значи, тој двоен морал, непрофесионалност новинарска, двојни стандарди, значи тоа е тоа што не ви ги уништува и тоа е тоа што мене ме држи. Значи јас сега утре да почнем да фаќам страна на ЛГБТ заедница
или страна на менење на име, или страна да си одам у Грчка на одмор и да си купам апартман, не сум веќе Миленко. Ама бидејќи тоа не е така, бидејќи внимавам колку што е можно повеќе, купувам што е можно повеќе македонски производи од македонци производители, до кај што може, кај што не може, ќе си купиш нели на Лукойл и така натаму. Се додека тоа е, јас ќе си обстојам на моево. А двојните стандарди, моралот одвратен, дното им го оставам на нив. А уште еднаш да го повикам Калајџиев да дојде, бидејќи е он многу некој професор на правен факултет, да дојде да се соочи на суд со мене директно и со моите адвокати секако. Ви благодарам за учеството во ТВ. Фала ти многу. Ќе ве повикам повторно, ќе го следиме. Фала ти што ме повика, можеме да следиме и некои други, не само тоа. Не, нема проблем, да. Оти ова е малку како замајување, не знам дали осеќаш, бидејќи нема бомбата. Малку да. Тоа ми е следно, меѓутоа не сега констатации да избегувам вака. Нема бомба, нешто имало сега фитил, рекоа. После ќе остане само кибритот веројатно за фитил, бидејќи сега нема ништо. Еве најавија, кога ќе излезе ова сега вечер, ќе пуштите? Среда? Не, четврток. Четврток. Еве најавија дека во петок ќе била бомбата. Зошто? Затоа што било Свети Никола и демек ќе пратила пораха на, нели овде знаеме кој се вика Никола. И второ, вечерта за бомбата сите ќе разговарале на слава. Сега можеш да замислиш слава. Графче, лана, купус, риба, ова, ракивче, ова, она, и сега ќе зборам сега за бомбата на некој си Како таму. ќе му дојде за многу години бомба? Маса од овде до онде. Сега кажа, бомбата е, да ти кажам. Значи, будалска работа. Тотално меѓутоа, бидејќи ја немаат, иака ја најаваат сега као нешто денеска по редакција, бидејќи ја немаат, они им треба вака, Миленко, Јанко, тие Да пополни празнина. Да. Ви благодарам уште еднаш Фала ти што ме викна. за други актуелни случувања. Фала ти и за ова, фала. Сте пресушен извор за Фала ти многу. анализи. Фала. Тоа беше гостувањето на Миленко Неделковски во ТВ Република. Се гледаме со некое ново интервју, нова анализа. Пријатно.